Станови, куќи, викендички. ВМРО ДПМН ги објави првите 4 од вкупно 123 актуелни и поранешни функционери кои се вмешани во аферата тајни имоти. Тие или воопшто не доставиле анкетни листови, или дале нецелосни податоци. Прв на списокот се најде аналитичарот Алберт Муслиу, кој истовремено бил и член на управниот одбор на Фондот на Холокаустот. Како експерт и аналитичар, редовно ги брави становите на СДСМ, криејќи се под превезот независен. Но колку навистина независен? Муслиу 5 години нема поднесено анкетен лист до антикорупцијската комисија. Што крие Муслиу? Според нашите истражувања, Муслиу на сопствено име поседува куќа во Скопје од 118 метри квадратни и стан во центар од 81 метар квадрат. Спорни имоти според опозицијата имаат и Ивица Јетевиќ, адвокат често ангажиран од власта кој бил и член на управниот одбор на прифатниот центар за баратали на азил, директорот на јавното претпријатие Македонски шуми Валентин Груевски, како и Новица Печински, член на управниот одбор на Здравствен дом Берово. Ова се само дел од функционерите кои кријат имот, а се директно поврзани со врвот на власт. Институциите да го испитаат нивниот имот, но и дали имаат и друг имот кој е на нивни блиски роднини, а може да се доведе во корелација со нив. На ова реагираа од СДСМ. Оттаму преку кусо соопштение побараа ВМРО ДПМН сите информации со кои располага да ги достави до антикорупцијската комисија. Кога зборува за имоти, ВМРО ДПМН е прво нека погледне во своите редови и својот дворец. Ако ВМРО ДПМН е навистина поседува некакви информации за функционери кои не пријавиле имот, треба да ги достава до надлежната институција Државната комисија за спречување корупција за понатамошно постапување. Од ВМРО ДПМН вела дека ова е само мал дел од аферата тајни имоти и дека во следните денови продолжуваат да објавуваат нови имиња.